Вечерва сме овде меѓу вас затоа што имаме исти маки и делиме иста судбина. Деновиве слушаме по рекламите на нашите противници главата горе, горди македонци. Главата горе, горди македонци, но треба да додадат. Главата горе, горди македонци со празни джебови. Главата горе, горди македонци со блокирани сметки. Главата горе, горди македонци со борба за туги пасоши. Главата горе, горди македонци со иселена младина. Главата горе, горди македонци со празни фрижидери. Главата горе, горди македонци со неплатени сметки, исклучени струи. Главата горе, залутани во бирократските лавиринти. Главата горе, горди македонци прислушкувани, угнетени. Главата горе, горди македонци увредени од оваа власт. Ние имаме мерки, ќе воведеме бесплатно болничко лекување, без партиципација за сите здравствени осигуреници. Ќе инвестираме во здравството на граѓаните и ќе градиме вистински и болници и клинички болници насекаде во Македонија. И не само тоа, ќе возможиме достапно за секој граѓанин доматичен лекар, на секоја жена доматичен гинеколог, вклучувајќи ги населените места и руралните средини. Ќе воведеме и рурален фармацевт, за да може да имат советодавна функција на постарите пациенти во користењето на лековите. Ќе овозможиме достапност до квалитетни лекови и вакцини. Лекови ќе има од 1 до 30 во месецот. Ќе ја зголемиме квотата на позитивни лекови во аптеките. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со вас мора тоа да го промениме. Социјалдемократскиот сојуз има план и програма како да ги задржи младите дома. Дома да се школуваат, овде да ги остваруваат своите семејства, овде да допринесат за својата држава, а не за тугите земји. Владењето на фамилијата на власт, владењето на Никола Груевски во овие 10 години допринесе да нашата Република Македонија биде лидер во Европа по младинска невработеност. 54% од младите се невработени. Стотици и стотици илјади се иселени. Пробаа да не залажуваат дека причината за иселувањето била невозвратената љубов. Пробаа да не залажуваат дека моден тренд било младите да се иселуваат. Сите тука присутни добро знаеме. Младите се иселуваат поради безперспективност. Младите се иселуваат поради ниските плати. Младите се иселуваат поради никој друг, туку лично и персонално поради Никола Груевски и неговите диктаторски постапки.